Младите сликари од Ново село ги изложија своите уметнички дела на ликовната изложба во Дом за деца и млади Благој Мучето во Струмица. Сара, која со години е дел од училиштето за цртање при Дом на култура Јане Сандански во Ново село, вели дека ужива да слика и да ја надградува својата техника. Оваа ми е 6-та година како сум дел од нашите работилници. Да? И што најмногу правите на Па најчесто во летниот период одиме надвор да цртаме некаде. Вака кога не ни дозволуваат условите, сме претежно најчесто внатре и цртаме според некои мотиви, според некои визуелни цртежи, слики. Која е твојата мотивација? Па интересно, ние се забавуваме. Секогаш има што да научиме од професорот. Секогаш ни е интересно и убаво. Училиштето за цртање во Ново село е под менторство на ликовниот уметник Звонко Тилев. Тој вели дека има многу талентирани деца во кои треба да се вложи време и труд за да ги покажат умешностите. Па, интересот на самите ученици да се докажат во цртањето и сликањето, исто така мотивиран и јас од нивниот интерес, од нивната желба, изнаоѓавме начин и форма како да се организираме и да действуваме со интерес, со желба, нешто да се направи, да се нацрта, да се наслика, колку што може подобро, со примена на ликовните елементи принципи. Нормално е тоа што го гледаме на сликите, успеваме секоја година да организираме една ваква изложба. Мислам дека децата се доста мотивирани, дека се доста задоволни од работата, редовни се на часовите и вложуваат многу труд и интерес за да дојдат до тај резултат. Како што може да забележите, сметам дека е доста успешен. Станува збор за годишна изложба на училиштето за цртање, која е дел од проектот Размена на изложби, одобрен и финансиран од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Оваа соработка помеѓу Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица, кој е организатор, и Домот на култура Јане Сандански од Ново село, трае повеќе години, не само на полето на ликовната дејност, туку и во другите области. Денеска беа изложени 52 ликовни творби, изработени од 14 ученички на училиштето за цртање. Работени се во повеќе техники: акрил, молив, фасадни бои и слично. По репродукции, мотиви од природни убавини, мртва природа и според перцепцијата на учениците. Поентата да постои училиште за цртање и тоа да останат тие дела затворени, да поминат само со годишна изложба таму каде што се создаваат. Важно е векако денес да бидат во друг центар или дом или за култура или дом за деца и млади, каде што ние имаме практика да имаме публика од друго основно општинско училиште, кои што ќе имаат можност да видат што сработиле нивните другарчиња на слична возраст, да можат да се дружат меѓу себе и да биде на некој начин поттик за нивна, да речеме, креативност или инспирација. Директорката на Домот за деца и млади Благој Мучето најави дека сакаат да формираат ликовна колонија за деца, затоа што регионот има многу млади таленти кои треба да разменуваат искуства и знаења.